Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Автомагазин, кое ќе ја зголеми и онака жешката атмосфера. Бидејќи подготвивме содржини кои нема да ве остават рамнодушни. Пред се ви носиме новитети од таборот на Volkswagen. На сцена стапува новата генерација на Polo, која впрочем е мала, односно намалена верзија на Голфот. Ќе видиме и BMW што ни носи од своето портфолио, а на тест ја имавме Алфа Ромео Джулија со мотор од 150 конјски сили. Па затоа врзете ги појасите и останете зад малите екрани. Наследникот на Гран Туризмо верзијата на серијата 5 доби нов изглед и ново име. Од сега овој модел ќе биде дел од семејството на серијата 6, но по кратко време ќе остане сам. Имено со појавувањето на серијата 8, BMW започна да го репозиционира врвот на својата понуда. Овој спортски модел, кој се очекува во купе и кабрио изведби, треба да ја замени серијата 6, а бидејќи незината Гранд Купе изведба веќе не се произведува, наскоро новиот Гран Туризмо ќе остане единствен модел на BMW, што ќе има 6 во ознаката. Изгледот му е препознатлив и без големи изненадувања. Освен малите разлики во светлата, напред е идентичен со новата серија 5. Задниот дел е еволутивно добиен од претходникот со благи стилски примеси од GT изведбата на серијата 3. Целокупно гледано, нападната појава е задржана, иако каросеријата е поелегантна и не делува толку масивно како досега. Тоа е постигнато со должината поголема за 9 и висината помала за 2 см. Коефициентот на отпор на воздухот е спуштен на 0,25, а под големата задна врата се крие багажникот од 610 литри. Задните седишта, кои електрично се соборуваат, го зголемуваат на дури 1800 литри. Овој модел како техничка основа ја има архитектурата на актуелните серии 5 и 7, заради што е за 150 кг полесен од претходникот. На почеток ќе биде достапен со 3 мотори. Бензинските се со 2 и 3 литри работна зафатнина и 258 и 340 конјски сили. Дизел е само еден 3 литарски со 265 коњи. Погонот на сите тркала е опционален кај посилните изведби, а сите модели постигнуваат електронски ограничени 250 км на час. Во поглед на внатрешноста нема компромиси. Квалитетот и луксузот се на највисоко ниво. Од содржините ќе ги издвоиме само head-up дисплејот во боја, 4-зонската климатизација и премиум озвучувањето со Bowers & Wilkins од 1400 вати. Новата серија 6 Гран Туризмо ќе биде опремена и со плејада електронски системи, меѓу кои и оној за полуавтономно возење. Како опција може да се добие и управување на сите тркала, а менувачот кај сите верзии е 8 степен автоматски. Појавувањето на Гран Туризмо изведбата на серија 5 во 2009 година предизвика полемики кај љубителите на марката. Тие сметаат дека со ваквиот каросериски облик се губат основните вредности на еден BMW автомобил пред се спортскиот изглед, но пазарот реагираше позитивно. Имаше доволно купувачи подготвени да платат повеќе за да бидат различни. Сега гломазната појава малку е омекната и новиот Гран Туризмо во секој случај визуелно е попривлечен од моделот што го заменува. Продажбата ќе му започне во ноември по цени кои стартуваат од 63.000 евра. После C4 Cactus и C3 Citroen повторно има хит. Со многу стил и простор, новиот C3 Aircross најавува пожесток настап и поважна улога на французите во популарниот сегмент мали кросовери. Конкуренти тој ќе има насекаде, а меѓу нив и техничкиот брат-близнак Opel Crossland X. Од нив сепак не треба да се плаши, бидејќи е вистинска дизајнерска посластица. Некои ќе го карактеризираат како младешки и разигран, други дури како откачено,
но сите ќе се сложат дека изгледот му е оригинален. Силниот визуелен карактер и големата доза особеност се збогатуваат со широките можности за персонализација. Формулата за тоа, воведена пред некоја година, овозможува дури 90 комбинации на надворешниот изглед. Внатрешноста во голема мерка инспирирана од C3. Опремата е повкусна, новите генерации со многу можности за поврзување и технолошки новости, како бежично полнење на мобилен. Должината од 4,15 метри му обезбедува простор меѓу поголемите во класата, а дводелната лизгачка задна клупа багажник со завидлива големина. Бидејќи нема да има модел со погон на сите тркала, за теренските можности на C3 Aircross ќе биде задолжен грип контрол системот со 5 режими на возење. Авантурите во природата ќе ги олеснуваат и големиот клиренс од 17,5 см и системот за помош при возење на надолница. Изборот мотори од семејната понуда падна на бензинските PureTech со 80, 110 и 130 и Blue HDI дизелите со 100 и 120 конски сили. Дел од деталите за C Aircross се уште не се знаат. Меѓу нив се и цените, кои ќе бидат објавени дополнително. Продажбата ќе му започне после летото, а ќе се произведува во Опеловата фабрика во Шпанија. Освен освојување нови пазарни територии, ќе има задача да го замени и релативно успешниот C3 Picasso. Jeep конечно го лансираше компаси во Европа, истовремено објавувајќи и технички детали за него. За среќа, овој кросовер е потполно нов и нема врска со моделот што го заменува. Иако имаше младешки привлечен дизајн, неговиот претходник остана запаметен по лошиот квалитет на обработка и скромните теренски можности. Во поглед на естетиката, новиот модел представува огромен чекор напред и слободно може да се нарече мини верзија на Grand Cherokee. Претходната генерација покажа дека играњето со деталите не е по сечи вкус. Затоа ова делува допадливо и моќно со автентични джип контури. Припотомениот преден дел со класично обликувани светла убаво го нагласува модерниот изглед. Исто таков е интериерот кој е во стил на Чироки. Долг е повеќе отколку што изгледа и располага со голем за класата простор во кабината. Посебно на задните седишта, адреса на која конкурентите примаат доста забелешки. Помалку во сенка на останатите модели од гамата, Компас се смести меѓу атрактивниот Renegade и футуристичкиот Cherokee, базиране на продолжената верзија на платформата која Fiat Chrysler ја нарекува Small Wide 4x4. Jeep се потруди Компас да представува добра алтернатива на доста поскапите модели во својот сектор. Во споредба со нив представува поинаков избор, во што доста му помага легендарното име, а тоа носи обврска во поглед на теренските можности. Како глобален модел, Компас има вкупно 17 опции за комбинирање на погонската механика. Бензинската понуда во Европа е представувана од 1,4 литарскиот турбомотор со 140 и 170 конски сили. Дизели ги има 3. Еден е 1,6 литарски со 120, а 2 дволитарски со 140 и 170 коњи. Трансмисијата е преку 6 степен мануелен или 9 степен автоматски менувач, а погонот само на предните или на сите тркала. Стартната цена во Италија му изнесува 25.000 евра. Иако заслужува, се сомневаме дека овој момент ќе влезе во автомобилската историја. Информацијата дека General Motors произведе серија од 130 автономни возила како да не беше доволно провокативна за јавноста. Се работи за електричните Chevrolet Bolt, опремени со нова генерација на автономни технологии. Овие автомобили ќе служат исклучиво како тест возила. General Motors веќе има флота од 50 самовозечки автомобили направени практично во лабораториски услови
кои веќе се тестираат на американските улици. Значењето на сегашното производство е во тоа што се користени големосериски методи. Тоа значи дека освен возилата се испробувани и монтажните ленти за нивната масовна продукција. Со тоа светот е еден чекор поблиску до реализација на визијата за иднината во која автомобилите ќе не возат нас наместо ние нив. Од General Motors уште нагласија и дека при производството на овие возила се запазени сите стандарди за безбедноста и квалитетот, како и кај другите големосериски автомобили на компанијата. Победничкиот курс на кој се наоѓа Шкода во голема мерка е заслуга на самите чеси, но и припадноста во Volkswagen групацијата не смее да се занемари. Со новата Октавија, компанијата од млада Болеслав ги понесе и спортските гени кои ги негува Шкода и го представи најсилниот рафинат на Октавија кој се вика 245 RS. Напред мотор со 245 коњи, а назад багажник со 590 литри. Тоа е новата топ верзија на Шкода Октавија. Иако најавена како најсилна и најдинамична во историјата на марката, Октавија RS 245 е повеќе од тоа. Таа всушност е поблиску до Golf GTI отколку до стандардната Октавија, факт што пасионираните веќе го открија. Ја има во целост истата механика како и новата генерација на Golf GTI MQB платформата, дволитарски TSI мотор со 245 конски сили и 7-степениот менувач со две спојки. Подлабокиот поглед низ техничките податоци ќе открие и дека трагите на задните тркала се за 30 мм поголеми, но и дека некои електронски системи се доодбиваат со доплата. Тоа нема да им представува пречка на купувачите на Октавија RS, бидејќи тие по правило се посемејно ориентирани во однос на оние на ергенскиот Golf GTI. Плюс на тоа, Октавија има и за нијанса подобар распоред на тежината по оски, што влијае на возните својства во екстремни ситуации. А тие нема да бидат така ретки, бидејќи со забрзувањето до 100 км на час за 6,6 секунди, оваа Октавија едноставно провоцира. Погонот е само на предните тркала, а максималната брзина е лимитирана на 250 км на час. Радост на патниците, посебно помладите, ќе им донесе можноста за време петувањата постојано да бидат споени на интернет, а на повозрасните модерниот инфозабавен систем. Оние кои бараа повеќе ќе можат да се одлучат за караванската верзија, чија практичност е дополнета со повеќе умни решенија. Но сите, без разлика на определбата, ќе добијат адаптибилен темпомат, спортски седишта и посилни сопирачки со црвени клешти. За безбедноста ќе се грижат уште и динамичката контрола на шасијата и електронскиот диференцијал, а за задоволството во возењето прилагоденото ослонување и спортскиот издув. Визуелните разлики во однос на стандардната Октавија се скромни, но доволно јасни да ја диференцираат. Тоа се црните тркала и маска, аеродинамичните додатоци, светлата со LED технологија и уште пар стилски детали. Шкода Октавија RS 245 во продажба ќе биде само во 4 бои на каросеријата по цена од 34.000 евра во Германија. На настан организиран во халите на една поранешна фабрика за пиротехника во Берлински Шпандау, Volkswagen ја представи новата генерација на Polo. Овој модел е доста добро етаблиран на пазарот и секоја новост за него се очекува со големо внимание. Премиерното покажување на шестата поред генерација беше нетрпеливо дочекано, иако на добар дел од прашањата за неа веќе се знаеа одговорите. Со симнувањето на превезот на тајноста од новото Polo се покажаа точни претпоставките дека во основа се работи за намалена верзија на Golf.
Чистите линии му даваат харизматичен дизајн кој импресионира со својата смирена појава. Неговиот изглед еволуциски е помодерен со стилски детали кои благо кокетираат со спортските чувства на посматрачот. Ваквиот пристап прави Поло совршено да се вклопи во останатата гама на марката. Новиот Поло ја доби и новата MQB A0 платформа која му донесе зголемување на сите димензии. Должината сега му изнесува 405 см, скоро за 10 повеќе од претходникот. Меѓускиното растојание пораснато за исто толку обезбедува повеќе простор во внатрешноста. Посебно во багажникот, на чии 351 литар многумина ќе се израдуваат. Дизајнот на интериерот е потполно нов, употребените материјали поквалитетни, а опременоста значително збогатена. Посебно онаа што се доплаќа, на чија листа се наоѓаат и дигитална инструмент табла, LED предни светла, адаптибилен темпомат и друго. Како и секогаш, во Поло ќе се вградува широка палета погонски агрегати. Таа во голема мерка е базирана на еднолитарскиот трицилиндричен мотор. Вкупно 4 негови атмосферски и турбо изведби ќе бидат на располагање со силина помеѓу 65 и 115 коњи. Своје место во гамата обезбеди и новиот 1,5 литрен TSI мотор со деактивација на цилиндрите и 150 коњски сили. Најголемиот дволитарски агрегат со 200 коњи е резервиран за спортската GTI верзија на Поло. Со оглед на лошата клима за нив, понудата на дизели е ограничена само на 2 со максимални 80 и 95 коњски сили. Гамата на Поло е комплетирана со верзија која како погонско гориво користи природен газ. Хибридни и електрични изведби не се споменуваат. Volkswagen Polo иницијално беше модел на Audi, развијан да го замени успешниот NSU Prince. 6 месеци по неговото појавување есента 1974 година, Volkswagen го ребрендираше и започна да го произведува во својата главна фабрика. Од тогаш до сега ширум светот се продадоа повеќе од 14 милиони примероци од Polo. Но во Волсбург им пречеше тоа што некои други постојано имаа подобри резултати од него. Новата генерација на овој модел има задача наново да ја освои субкомпактната класа. Адути за тоа има повеќе. Поголеме, технолошки понапреден и поефикасен. Но првите информации за неа донесоа и мало разочарување. Се зборуваше дека цената ќе биде малку пониска од досегашната, но тоа не се случи. Според најавите, основната верзија на Поло во Германија ќе биде поскапа за некои 400 евра, можеби затоа што веќе нема да се произведува во тривратна верзија. Патеката нава крај Белград беше домаќин на Seat Driving Experience настанот. Таму шпанското трио Ибица, Леон и Атека подготвено не пречекаа со своите технологии и перформанси. Летното сонце навестуваше каква врелина не очекува на асфалтот, но нашите погледи беа вперени кон земјата. Во буквална смисла на зборот, бидејќи прва вежба на распоредот не беше практичното демонстрирање на теренските можности на Атека. Знаејќи го од порано офроуд полигонот на овој автодром, скептично го изслушавме краткиот брифинг. Шпанскиот кросовер првенец располага со погон на сите тркала, кој преку халдек спојката ја контролира дистрибуцијата на вртежниот момент. Својата ефикасност тој ја покажа уште на првата препрека, која е направена така да едно од задните тркала скоро постојано е во воздух. При незиното совладување на предниот систем за контрола на тракцијата обезбедува секое тркало да добива точно толкова сила колку што може да пренесе. Брзата реакција на повеќе ламелната хидраулична спојка е од клучно значење да се спречи вртењето во празно на тркалото во воздух, што ќе доведе до подзастанување на возилото. Кај Атека тоа не се случува. Возачот воопшто нема чувство дека се движи на 3 тркала. Забележавме дека долниот дел од спойлерот закачуваше кога во возилото се наоѓаа повеќе патници, а траекторијата беше малку изместена, но на еластичната пластика не остануваа никакви траги. Возењето по бочен нагиб и поминувањето низ вода не беа никаков предизвик за освојувачот на ауто без титулата, ниту пак искачувањето или спуштањето по стрмнини. Покрај моќта на моторот, во овие ситуации помага и електрониката, која ни во најкритичните моменти не дозволува возачот да се чувствува небезбедно.
Таа овозможува тој да бира меѓу 6 режими на возење според теренот по кој се движи, а тека изненади со способностите повисоки од очекуваните, бидејќи сите добро знаеме дека ваквите возила 95% од возењето поминуваат на асфалт. Запознавањето со новитетите на Seat го продолживме на него. Повторно со Атека, овој пат во новата FR изведба. Но кратко се задржавме со неа, бидејќи таа ознака повеќе не предизвикуваше кај малата Ибица. Шпанската мушичка во оваа нова генерација ја загуби верзијата со 3 врати, но ја задржа мускулестата појава. Дел од линиите позајмени од поголемиот Леон, кој се уште го нема 1,5 литарскиот TSI мотор со 150 конски сили. Токму со него беа опремени возилата што ги протрчавме низ живописните сремски патчиња во околината на Навак. Без многу сообраќај на нив лесно можевме да го предизвикаме новиот турбо агрегат. Максималните 215 км на час во тие услови беа безсмислени, но затоа го доживеавме забрзувањето до 100 за 7,5 секунди. Малата тежина и големата сила се чувствуваа кога претерувавме, посебно зашто наш избор за возење беше верзијата со 6 степен мануелен менувач, но кој сака ќе ја добие Ибица FR и со DSG трансмисија. Таа пак е логична за Леон Купра. Неговите 300 конски сили беа кулминација под која асфалтот се топеше, а адреналинот вриеше. Нас посебно не интересираше како на тркачка патека ќе се однесува во својата караванска ST изведба. А кај неа всушност распределбата на тежината е за нијанса поповолна. Но и без тоа погонот на сите тркала, кој е опционален кај другите изведби, гарантира сериозна доза неутрално однесување. Во екстремни ситуации предниот дел ќе пролизга само на момент пред електрониката да започне да реагира, а задниот пак дури откако здраво ќе се притисне педалата за газ среде свиок. Темпото на поминување беше толку брзо што не ни почувствувавме кога ни истече времето резервирано за нас. Возбудата сепак ќе ја паметиме до нашата наредна средба со него, или со нешто уште посилно, како што Seat постојано знае да ни подготви. Полека, но сигурно стигнавме и до рубриката Тест, а во неа ќе го имаме автомобилот кој долго се очекуваше на пазарот, а уште подолго беше најавуван. Алфа Ромео Џулија. Овој милански производител се враќа на корените, барем што се однесува до погонот и до името, но крајно модернизиран е по прашање на дизајнот. Погледнете ја само оваа предница. Осем типичниот маска наладник кој е више промовирана кај Алфа Ромео, тука се извонредно агресивните фарови и агресивниот браник. Но Алфа Ромео не се задржа само на тоа. Погледнете оваа скулптурална форма на каросеријата. Таа не е многу висока, како плочка е залепена и делува извонредно агресивно. Антената која е поставена на покривот многу наликува на BMW, но поради погонот на задните тркала кој беше традиција кај Алфа Ромео негде до средината на 80-тите години, јасна е споредбеноста и на што алудира Алфа Ромео. Но погледнете го и задниот дел. Овој фар, оваа штоп светло делува како да е позајмено од ултраспортскиот Масерати. Ваквата конотација што ја нуди Алфа Ромео е извонредно спортска и динамична. Со големи амбиции Алфа Ромео сака да се врати со Џулија на патеката на старата слава, а таа стара слава е извонредно богата. Дали ќе успее со неа да ги врати купувачите, ќе видиме и од конотацијата што ја дава во внатрешноста. И поради ниската контура мора да се поклоните пред да влезете во автомобилот. Но тука ве очекува едно сосема пријатно опкружување. Особено мангупското стартување на моторот кое е ставено на самиот управувач. Тоа се сретнува кај спортските автомобили, особено кај Ферари, но и кај тркачките модели. Обкружувањето во внатрешноста е сосем пријатно. Типично италијански решен е централната конзола која во својата содржина има
дисплеј кој не е многу голем, но мајсторски е вметнат во внатрешноста да изгледа дека е огромен. Исто така, во долниот гребен се наоѓа и манипулаторот за однесувањето на потпирањето и моторот. Тој во Алфа Ромео е наречен DNA, но тој означува нормално, динамично и економично возење. Уште кога ќе влезете во внатрешноста на Џулија, сваќате дека низината архитектура и намена е фокусирана на возачот. Пред него не само што доминираат сите инструменти, туку и наддимензионираниот знак на производителот, кој сака во секој момент да ве потсети не само каде се наоѓате, туку и на богатата традиција што ја има оваа миланска марка. Не е тајна дека во почетокот на 90-тите години на минатиот век претходникот на Џулија, 155-ката, беше доминантна не само во продажбата, туку и во германскиот шампионат на туристички возила. Со враќањето на пазарот со Џулија, Алфа Ромео сака да се врати на тие романтични времиња. Секогаш италијаните имале извонредни дизајнерски решенија кои никого не оставаат рамнодушен. Во внатрешноста се забележува дека има квалитетни материјали и пазено е на деталите. Но италијаните не би биле италијани ако не би забушавале некаде. А тоа го забележав баш на потпирачот на раце кој е на централниот гребен. Тој лесно се отвора, има добар капацитет, но за жал, велам за жал, многу тешко се затвара, непрецизно се затвара и тука веќе гледаме еден типичен атрибут што се однесува до италијаните. Секој алфиста сака да извлече максимум од својот автомобил, а тоа го добива кога ќе го стави модусот на возење дајнемик. Тогаш не можам да кажам дека автомобилот се претвора во нешто сосема друго, бидејќи под хаубата имаме една сосема просечна машина, 2,2 литрен JTD мотор со 150 конски сили, кој има пристојни можности, но далеку од оние кои ги очекуваме од вистинската Алфа Ромео, но сепак има можност да ја заигра задницата на автомобилот и да ви даде една посебна живост и возбуда за да управувачот. Овој модел е извонредно атрактивен и убав. Тој има пристоен мотор од 150 конски сили, има погон на задните тркала, има темперамент кој нема да ве остави рамнодушен, дури и ке се забавувате зад управувачот на Џулија. Прашањето е од еден поопшт карактер. Колку може Алфа Ромео Џулија да се спротивстави на BMW, на Мерцедес или на Ауди? Според се, судејќи, Алфа Ромео има капацитет да се спротивстави на германското трио, но за жал треба да помине доста време за да Алфа Ромео се врати во онаа вистинска форма во која ја помниме на крајот на минатиот век. 38.500 евра дискутабилна цена за овој модел, но како што реков, Алфа Ромео не е само купување на возило, Алфа Ромео е стил на живење. Автомобилите се стил на живење. Тие се сведоштво на модерната технологија и на модерниот дизајн. Тие се скулптури, а не се само превозни средства. Со оваа филозофија Автомагазин 21 година ги следи автомобилите и све што е околу нив. Ние одиме на летна пауза, но ветуваме дека
во средината на септември, кој ќе започне 22-та сезона на Автомагазин, ќе ги надокнадиме сите оние новитети и сите случки на кои ќе бидеме присутни во текот на летните месеци. До гледање и ви посакувам да го поминете летото во добро расположение и да се видиме во добро здравје.